Минералите, кристалите, фосилите. Нашата природна врска со далечното минато. Фосилите се минерализирани остатоци од живиот свет кој постоел на површината на земјата во далечното геолошко минато. Тие се директен физички доказ за промените и еволуцијата на природата што се случувале во текот на развојот на релјефот на нашата планета. И токму тие сведочат за климатските, временските и физичките трансформации на земјата и природата. Уште во праисториско време минералите го привлекле вниманието на човекот. Праисторискиот човек ги одбирал парчињата кремен, што можел да ги употребува како секира, нож или врв за копие. Значењето на минералите растало паралелно со развитокот на материјалната култура на човекот. Кристалот пак представува кристална појавна форма на минералот и за разлика од минералот кој се одликува само со емпирија, односно хемиски состав, кристалот има и строго определена геометриска дефиниција во просторот. Кристалите се мемориски банки на одредени искуства, планетарни, цивилизацијски, па дури и предцивилизацијски. За тајните и мистеријата околу настанокот и потеклото на овие форми и нивното значење за човечката цивилизација, ќе зборуваме со создавателите на невладината асоциација и галерија за минерали, кристали, скапоценни камења и природни реткости, наречена Откритија. Илија Петковски, магистар по науки за планетата и универзумот од Сорбона, Париз, Дејан Шкартов, промотор на јувелиерството во Македонија и македонскиот Рубин со преку 30 годишно искуство во Италија и Македонија, како и Методија Најдовски, професор по хемија на ПМФ. Тоа е триото кое ја има иницијативата за запознавање, подигнување на интересот и заштитата на природните богатства, како и промоција на македонскиот Рубин како светско уникатно наследство. Македонија воопшто е еден геолошки џин, бидејќи не знам според ова податоците у монографијата на македонските минерали издадена од МАНУ, вика дека Македонија е 0,00 не знам колку проценти од територијата од површината на земјата, а има 2, не знам колку посто од сите можни минерали кои се наоѓаат. Фасцинацијата на луѓето кон минералите постоела од секогаш, постоела од буквално од самите почетоци на човечкиот род, па до денеска. Меѓутоа во Македонија ни делуваше дека не е баш најекспонирана, најадекватно презентирана, едноставно целата колекција на минерали која што постои во светот, но исто така на македонските минерали, кои што се многу специфични, кои што се многу карактеристични по многу параметри и кои што не се презентирани во јавноста. Развојот на дуќанчето со македонскиот Рубин, кој покажа дека скепсата која беше присутна на почетокот од нашите советници кога се распрашувавме е неоправдана затоа што уште првите години се покажа дека публиката всушност им покажува интерес воопшто за светот на минералите и кристалите и покажува интерес дури и да си купи по некој камче, а со тоа да се обезбеди нашата месечна живеачка со првото дуќанче. Целата приказна на галеријата беше да се доближи светот на минералите, фосилите и кристалите, сега секогаш ги кажувам сите три, популарно на камењата, да кажеме, кои што сека имаат некоја своја приказна и живот во нив, да ги доближиме на популацијата пред се, затоа што во други држави, ете, Дејан живеел 10 години во Италија и работеше, јас живеев 20 години и на афричкиот континент и во Франција. Гледаме на кој начин се пристапува кон оваа дејност, кон оваа материја, да кажам, бидејќи со минералите е поврзана технологијата. Не би имале мобилни телефони денес, не би имале сите технолошки достигнувања, доколку не би ги имале минералите. Минералите се исто така и гипс, картонот е минерал, и чашата од која што пиеме е минерал, и накитот што го носиме е минерал, значи све што не обкружува и ние самите, доколку се поделиме на најситните честички како човечки суштества, доколку се поделиме на најмалите
истите честички, ќе видиме дека сме составени од истите честички од кои се создадени и минералите. Затоа сакавме да ги доближиме до децата, до луѓето, да можат да посетат еден ваков објект, една ваква збирка која што е единствена не само во Македонија, туку во многу поширок регион, дури може да зборуваме и за галерии кои што сме ги посетиле и во Западна Европа, на кои што немаме ништо буквално да им завидуваме, затоа што имаме парчиња кои што ќе ги видиме сега и со Декон или попосле, ќе ги видите, каде што ќе видите моќноста едноставно на тие парчиња кои што ги има. Што сте ние, луѓето, да ја спознаеме природата, да ги откриеме незините потенцијали и потоа рационално да ги користиме за својот подобар живот. Не за еден да се збогати, а другите како робови да работат за нив, туку сите луѓе на планетата да живеат срекни, користејќи ги рационално ресурсите. Да кажеме, биолошките ресурси, значи биолошкиот фонд, животински или вегетацијски фонд, потоа заштита на почвите од ерозија, култивирање на почвите за создавање обработлива земја, се тоа значи обезбедување добра состојба за својата и за наредните генерации. Како ќе изгледа посетата на оваа галерија, чие отворање е токму денес, но и како таа ќе биде реализирана за задоволување на љубопитноста на оние кои ќе сакаат да ја посетат? Галеријата ќе има една постојана поставка и ќе има перманентна поставка и една која што ќе биде привремена поставка. На отварањето денес петок, 3 ноември, ќе присуствува исто така и Грегоар Егоров, кој што ми е колега, јас магистрирав, тој докторираше на Сорбона буквално за минералогија, затоа што и работи во музеот, Наполеоновиот музеј за минерали во Париз, ќе дојде на отварањето и исто така ќе создадеме еден вид соработка помеѓу нашата галерија и музеот за минерали во Париз, и после тоа се надеваме дека ќе имаме и со други као Бритиш музеум и други музеи во светот, дека ќе успееме да создадеме соработка на темата на привремената поставка. Посетителите ќе може да дојдат со резервација, ќе закажуваат, значи ќе се договараме, тоа ќе бидат групи кои што ќе имаат, да кажам, значи не станува збор за луѓе кои што се пролазници, туку едноставно за луѓе кои што закажале свој термин, во кој што го договараме заедно, доаѓаат и ја посетуваат конкретно, ја посетуваат изложбениот дел на галеријата и со нив разговараме, значи за теми кои што исто така нив ги интересираат, значи као што реков, минералите влегуваат и во мистика, влегуваат и во езотерија, влегуваат и во културно наследство, исто така влегуваат и во технологија, влегуваат и во хемија, значи сите тие аспекти во биологија ќе ги разговараме и ќе ги разглабиме со сите тие посетители. Се надеваме и мислиме така и дека ќе биде со групи кои што ќе имаат слични заеднички интереси, за да биде и тематско самото предавање и изложување на овој простор кој што ќе биде насочен кон нивните интереси пред се. Еве ги тука фосилизирани неколку животни кои што ги имаме на оваа плоча и се многу интересни затоа што го објаснуваат не само процесот на фосилизација, туку и процесот на еволуција на животот. Пред се ги имате наутилус, тоа се овие исправени школки кои што се фосилизирани и останате. Меѓутоа, наутилус е интересен, Жил Верн, 80.000 милји под морето, првата подморница која што ја опишува тој во својата приказна, функционира буквално на истиот начин на кој што функционирало и ова животно кој што постои денеска. Значи тоа се живи фосили, некои животни постоели и во периоди кои што се доста далечни позади нас, значи во периоди кога живеели диносауруси, дури и пред нив, и живеат и ден денес тие истите животни. И тоа е случајот со наутилус, кој што нормално еволуираат со текот на времето, меѓутоа нивниот систем на движење и нивниот систем на функционирање
е интересен и затоа бил искористен од страна на Жил Верн за да ја измисли, тогаш не постоеле подморници во тоа време кога ја пишувал книгата, туку измислил некој систем на комори каде што ќе се испушта воздухот и ќе се прима вода за да функционира и да може да се движи таа подморница што тој ја замислил тогаш. Тоа е по истиот начин како што се движи и Наутилус, затоа што тој прима воздух, воздухот се чува во одредени комори, по одреден притисок му помага да го придвижи животното или едноставно да пропадне животното надолу доколку има потреба да се спушти и да оди под дното за да се храни. После тоа гледате со текот на времето, фосилите, сега зборуваме ова за стотици милиони години разлика помеѓу двата фосила, иако тие живеат и паралелно заедно, меѓутоа датацијата на различниве фосили не е воопшто во корелација, не е воопшто паралелна дека биле во соживот и во коегзистенција, туку се пренесени различни епохи на животни во една вештачка матрица. Ова што го гледате не е природна матрица, туку е вештачка. Меѓутоа е интересна како едукативен момент каде што ќе доловиме еволуција на школките. Еве како што гледате, почнуваме со наедноставното. Тоа и децата кога се мали, нели, наедноставно е да нацртаат една права линија, а после тоа одиме со полжавчиња и со кружни форми, па и еволуцијата и животот така учел да биде се покомплексен и покомплетен, така да еве стигаме до амонити, овие се фосилизирани исто така школки животни кои што поседуваат школка, екзоскелет и кои што имаат кружна форма на скелетот, затоа што на тој начин преку еволуцијата, нивната еволуција им допринесува некои својства на движење, на заштита и така натаму да бидат многу поефикасни отколку би останале во оваа права форма. Самиот волшебен свет на минералите, кој прво е база за индустријата, така автомобил се прави од железо, челик, алуминиум, кои се наоѓаат како минерали во рудниците во планината. Не знам, еден компјутер се создава, треба пластика која се добива од нафтените деривати, па да кажеме силициумот, кој е еден од најбитните и најраспространетите хемиски елементи во земјината кора. Вика дека има највеќе калциум и силициум. Значи, силициум и кислород врзани во соединението во минералот кварц, еден атом силициум 4-валентен со 2 атома кислород кои се двовалентни, се врзуваат и прават кварц. Еве еден кластер, една група на кварцни кристали, од кои секој е со својата природна геометрија. Од кога почнува развојот на електрониката, преку германовата диода, значи кога минералите и кристалите покажуваат полупроводнички својства и тие почнува да се користат, од можноста да човекот го издвои силициумот од кварцот, создава силициум метал, кој е практично основниот елемент кој ја прави меморијата на компјутерите. Значи, без еден силициум не постои, без силициум метал не постои ни компјутер, ни антена, ни телефонче, ни чипови, ни ништо. Сега, втората работа е, да кажеме, Кнауф, големиот гипс картон. Едно од најголемите лежишта во Европа е во Дебар, во Западна Македонија. Вариететот на кварцните минерали. Еден од најпознатите и историски е аметист. Значи, ова е исто силициум диоксид, но кога тој е со виолетова боја, се вика аметист. Од старогрчкиот збор аметистос, значи А е негација, значи оној кој не може да биде збрлавен или опијанет. И старите традиции носат податоци дека еден кристал на аметист се ставале во бочвите за вино, кои романците ги пиеле, па за да не се опијан од после толку љокање.
Тоа е еден од најпознатите скапоцени камења. Потоа фасцинантни се појавните форми на тие огромни геоди како пештери од аметист. И нашата цел е да кажеме во овој простор откритие како еден шоурум да каниме и подобро финансиски стоечки луѓе кои се одговорни општествено, кои ќе можат да помогнат, да кажеме, Македонија да добие поголеми примероци и да кажеме откритие да прерасне во еден голем природно-научен музеј или например со природно-научниот музеј кој во владение на државата да направиме подобри програми каде што ние стварно ќе имаме примероци кои малите деца, учениците уште од возраста на основно училиште кога ќе ги видат, толку ќе се заљубат во природата, а решението на сите проблеми на човекот е кажано дека е во природата. Значи, ако ние ја проучиме добро, ја изучиме, ако научиме да ги декодифицираме скриените пораки од природата, практично тука е знаењето и тука е нашата способност да си обезбедиме подобар живот. Ова се строматолити, еден од најубавите, за мене најрепрезентативниот примерот кој што го имаме во галеријата, бидејќи ја опишува историјата на животот, ги опишува првите форми на живот. Ова се фосилизирани строматолити, значи фосилизирани цијанобактерии. Литературата се уште не ги разликува дали се бактерии или алги, бидејќи се првите организми кои што ја произведуваат фотосинтезата. Од фотосинтезата почнува животот на планетата Земја. Ова парче кој што го гледате е старо 2,5 милиарди години. Значи, на половина животот, постоењето на планетата, едноставно на самата планета, се создаваат овие организми и ни требаат уште 2,5 милиарди години, од прилика, за да биде создаден човекот. Тоест, ние сега постоиме 2,5 милиарди години после овој момент, каде што цијанобактериите почнуваат да произведуваат кислород на планетата и почнуваат да го менуваат и да се создава, значи, екосистемот на планетата и да го менуваат целиот облик и целиот израз. Се уште не знаеме, нели, тоа се енигмите на универзумот, зошто тоа се случува на планетата Земја, а не на други планети, дали се случило и на други планети, или се случува моментално, или се случило пред 2,5 милиарди години, или пред 3 или 5 милиарди години, па тие суштества што се таму, доколку почнале пред нас да се развиваат, до кај се стигнати, човекот, модерната цивилизација, да кажеме, ете дека е 2000 години, што е сосема неспоредливо, секогаш зборуваме чисто ете за гледачите да им биде од прилика негде да може да се ситуираме временски, дека доколку планетата Земја и животот нејзин до денеска е една година, наша календарска 365 дена, цијанобактериите се појавуваат некаде во јуни-јули месец, а човекот се појавува во последната секунда од годината. Значи, онако се честитаме срекна нова година, кога бројаме 3, 2, 1, па на еден човекот, првиот човек, во тој момент се појавува, да кажеме. Така да, долг процес кој што е изразен ете во една плоча, која што може да се види во галеријата и никаде на друго место во Македонија и, да кажеме, во поширокиот регион е релативно ретко да се најде плоча со цијанобактерии фосилизирани, кои што се од оваа големина, кои што се со тоа потекло и со, нели, датирани од 2,5 милиарди години. После строматолитите, 2,5 милиарди години, доаѓаме маце во понов период, 200 милиони години. Ова е фосилизирано дрво, petrified wood од Аризона, кое што постоело пред 200 милиони години и може да видиме дека дрвата ја имале буквално истиот состав, истата, да кажам, систематика како и денешните дрва. Како што гледаме, ги има тука прстените на развој, нели, според тоа ги одредуваме и годините, годишните времиња, нели, се трасираат во дрвото, така да може во срцевината да ги видиме и староста да ја препознаваме на дрвото. Ова дрво е старо 200 милиони години
и е фосилизирано, тоа значи дека денес ние го имаме во минерална форма, не е во форма на дрво, бидејќи доколку би го имале во форма на дрво 200 милиони години не би обстоило самото дрво, нели би се распаднало како што и се случува со дрвата воопшто. Ова е заштитено дрво од процесот на фосилизација. Многу важен процес кој што за жал не е доволно обработен и познат, посебно кај децата во едукативниот систем. Тоа е нешто на што ние преку откритие ќе инсистираме, ќе се трудиме да помогнеме да се доближи целата таа наука околу планетата Земја, околу историјата на планетата Земја, на живите суштества и на минералите, да се доближи пред се кон децата и потоа нормално возрастните, затоа што од нив потекнуваат многу сваќања за самите себе општо, значи збориме и за филозофија, збориме и за спиритуалност, важно се сватат некои природни процеси. Потоа има феномени на природата кои се неповторливи. Да кажеме, во Америка ги заштителе Нијагарините водопади. Не знам, словенците ја заштителе Постоинската пештера. Ние имаме онаа пешна, огромната пештера. Во тој контекст, да кажеме, рубинот, ние го третираме како необновлив феномен на природата, кој прво го немаат други земји, второ не правај угледни и први во Европа, значи ни германци, ни швајцарци, ни французи, ни било кој од Европа нема такви рубини какви што имаме ние, иако рубини се најдени и во Шкотска, и во Норвешка, и во Алпите, но само парченце за музеј. А ние, еве да кажеме, конкретно мојот пример, ние го развиваме за нечиството во Македонија и инспирираме нови млади да научат да работат филигран или златарство или за нечиство, за да го вградуваат рубинот. А тој се создал пред најмалку, внимавајте, 800 или 900 милиони години. Значи, комотно рубините може да имаат над милиарда години. Скапоцениот камен рубин има тврдина 9 според така наречената Мосова скала и се наоѓа веднаш зад дијамантот, кој е на 10-та позиција. Корунд представува кристална форма на алуминиум оксид. Во неа има и траги од железо, титаниум или хром, кои му даваат различни бои. Црвениот корунд се нарекува рубин. На овие простори е забележан во Прилепско, односно во рудникот Сивец, и тоа е единствениот скапоцен камен кој го има во земјава. Неговата боја не е црвена, туку розова, бидејќи рубините се забележуваат во неколку црвеникаво розови нијанси. Македонскиот рубин веќе се наоѓа во колекцијата со накид на холивудските актерки Дерил Хана и Кетрин Денев, вграден е во крстот на папата Бенедикт XVI и на папата Франциск. Го има и емирот од Катар, но и уште многу престижни имиња од културниот и општествениот живот. Но какво било неговото прво запознавање со македонскиот рубин? Како луѓе доаѓаа што беа малку запознаени со светот на минералите, да кажеме геолози или рудари или пасионирани колекционери на камчиња, на кристали и на минерали, почнаа да ни кажуваат дека па добро, зашто немате македонски рубин? Знаеш дека во Македонија има рубин? Како да не рубин, е диамант, така дај кажи кај да идеме да копаме. Ја мислев тоа дека е лапсус во собственото непознавање, бидејќи ја всушност и не сум геолог, јас сум инженер агроном. И потоа навистина најдовме некои примероци, не било лапсус, туку навистина со отварањето на мермерниот комбинат и рудникот Сивец, практично првите податоци кои датираат од 20-тите години на 20 век, од еден германски геолог, во кој првпат се спомнува рубин во Македонија, се разработени и апдейтувани кога почнале да ги наоѓаат со поголемата експлоатација на мермер, тие нуклеуси на корунди или на рубини во соединенијата во карпите. И од тогаш почнуваат големи истражувања, во тоа време заеднички на универзитетите на Белград, Загреб, Љубљана и Македонија и Скопје. И од тогаш во наредните, мислам, некаде
чинам околу 70-те години, се објавени тие податоци. И од тогаш се знае. Ама само во научната фела, во академската фела, дека Македонија има рубини. Сега што се случува? Да кажеме, доаѓа професор да ги работи истражувањата, неговиот асистент или лаборант или шофер, кој го вози, наредниот, не знам, за 1 мај или у лето, да кажеме, словенците биле најпознати во тоа, викат, моја драга женичке, дал бух тела да идеме у Охрид, на годишен одмор, и сега, со Ренолчето, ајде застанеме у Прилеп нешто кафе да пиеме, и сега почнуваат тие да ги бараат грутките од локалното население, и као, ние, и види го словенецов, вега, 20 марки ми даде за камења. Вега, не за тутун, не за патлиџани, не за пиперки. И така почнува тоа неконтролирано изнесување на рубините за колекционирање во Австрија, Германија и Италија во тоа време. И сега тоа, потоа со тек на време, тоа не знам, 10-20 години бил некој процес, и сега јас, да кажеме, пред 10 години или повеќе, кај руски колекционер, кој се преселил во Австрија, наоѓа македонски рубин, кој тој веќе го имал 20 години во својата колекција, и нешто не знам како, викам, дај ми го, викам, дај, ќе платам колку треба, само да се врати дома после целиот круг. Значи, целта на оваа иницијатива е да ги маркира тие вредности кои не биле познати со досегашната тренд, мода или тие, да кажеме, тенденции на фокусирање на вниманието и на јавноста, и на науката, па и на деловниот сектор. Ова е делот за лабораторијата во откритие, мини лабораторија во која што испитуваме некои субстанци, пред се минерали, кристали, благородни камења, дали тие се автентични, значи имаме серија хемиски тестови, физички тестови, исто така, кои што ги вршиме во овој дел и каде што ќе можеме на крајот со микроскопски обсервации и некои можеби по комплементарни, некои по специфични, кои што не можеме ние да ги изведеме, ќе ги изведеме во некоја друга специјализирана лабораторија, испитувања за да докажеме, да дадеме автентичност на одреден кристал, минерал кој што го има собственикот и сака да дознае дали е навистина тоа што го поседува дома. Исто така, во оваа лабораторија вршиме експериментчиња кои што се од интересен карактер, каде што ја спојуваме науката со забавата. Пред се за деца, меѓутоа и за возрастни, каде што може да правиме и kitchen chemistry, например, каде што, не знам, може да пржиме помфрит и после тоа да видиме зашто во помфритот има или нема масло, како тоа доаѓа до помфритот и во помфритот и така натаму и колку килокалории и све тоа можеме да го вратиме наназад, меѓутоа преку хемиски процес, значи нема да јадеме тука од помфритот, туку чисто ќе биде само показна, да кажеме, практична вежба едноставно, како еден час по хемија, како би требало да изгледа, каде што би си играле со некои елементи кои што исто така се позадински или пред се минерали. Постои македонит, кој е најден само во Македонија, а мислам дека во нашиот природно-научен музеј не постои примерок. Тоа е со микроскопски димензии, го имаме лорандитот, ги имаме во Дебар гипсовите, кој ги има купено Кнауф како гигант на тоа поле на индустријата. Потоа, например, лазурит, еве го тука, или лапис лацули, познат како модриот камен.
гледачите знаат за 50 денарката на Архангел Гаврил од Курбиново на фреската. Значи, најскапиот пигмент за производство, за добивање на сина боја. Античко сино, како го викаат. Или, да кажеме, овој од лапис се изработувал фараонскиот накит. Го има во музеите на Египет. Доаѓал од Афганистан денешен и се уште го има и се уште се копа и еве таков примерок и во нашиот музеј. Или пак малахит од Урал, значи најпознатиот камен од Русија, еден од најпознатите орнаментални, кој бил исто така одличен за негово комбинирање со злато. Еве тука не знам камерата дали може да ги фати неговите напластувања. Значи тоа се тие напластувања од кои што се изработувал пигмент за зелената боја. Па потоа аквамарин, еве го кристал, аквамарин без геометрија, или пак еве едно многу убаво монокристалче, односно два сраснати кристали на познатиот аквамарин, каменот на морнарите, или каменот на петата чакра, или каменот на дишењето, или камен на детокс. Значи, ако вие една, да кажеме, од препораките за користење аквамарин е, ако сте премногу напнати, ако некој нон-стоп ве нервира, за да се ослободите од таа тензија, да си земете едно камче, кое ќе ви помогне да се ослободите. Во откритие имаме доста изненадувања за откривање, меѓу кои и два терариума, кои што се првиот е многу специфичен, затоа што е затворен екосистем. Доста е реткост да се наблюдува таков терариум, каде што буквално ја симулираме она, да кажеме, на миниатюрно ниво, буквално нашата рамнотежа за тоа како ние живееме на нашата планета и како ги трошиме нашите ресурси. На истиот начин во терариумот живеат преку 20 организми кои што мора да бидат во некоја симбиоза или барем рамнотежа за да може да опстојат, бидејќи доколку еден вид преовлада, другите ќе се намалат или ќе исчезнат и тоа ќе доведе да и тој вид, предоминантниот вид што превладува, и тој исто така да исчезне после нив. Тоа исто така е буквално можност во живо, пред се за децата е наменето, меѓутоа и за возрастните, сите заедно да се замислиме и размислиме, ете, во ваков простор, во ваква галерија, за нашиот импакт кон нашата околина, кон надворешниот свет што не обкружува и на начинот на кој што ние ги трошиме ресурсите, затоа што, ете, не замислуваат, едноставно лебарките мора да се трудат, да и другите им биде добро, за да имаат што да јадат и да можат да опстојат, затоа што кога другите се загрозени, и тие самите се загрозени. Во другиот терариум може да видите, мислам, тама е чисто како атракција еден предатор кој што е тарантула и кој што се храни со некој од членовите на другиот терариум, кој што ќе почне да преовладува, па ете и ние ќе имаме некоја улога како луѓе, да пробаме да исконтролираме и да врамнотежиме нешто преку еден предатор кој што исто така е тука, како што се кај нас и мечките, и волците, и лисиците, и други предатори кои што ги знаеме, орли и така натаму, од кои што имаме потреба, затоа што исто така допринесуваат таа рамнотежа да биде помеѓу сите стабилно. И ние како дел од природата, решението на сите наши проблеми првенствено е во нас самите. Ете, сите тие работи се учат преку кристаливе и уште многу други работи, да кажеме како почнал животот на планетата, па да кажеме дека строматолитите се палеонтолошки, биолошки часовници на планетата, преку кои, да кажеме, откривање дека пред 2 милиарди години во една година Земјата имала 448 денови. Како?
а денес има 365. Па сето тоа нека биде тема за вашиот интерес, кога ќе дојдете кај нас, ќе одвоиме време да ви ги протолкуваме овие и уште многу други скриени богатства на природата, кои ќе мора сите заедно да ги откриваме.